Добар ден, почитувани, ова е најновата телма Амбуланта. Мажите, жените, но и луѓето од различите култури имаат своја перцепција за тоа што представува неверството. Кои се најчестите причини поради кои партнерите изневеруваат? Има ли одредени знаци кои што укажуваат дека партнерот е неверен? Нова тема денеска зборуваме со примариусот доктор Славица Гајдадзиć-Снежевиć, психијатар и системски психотерапевт од Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива. По блокот реклами следува разговорот во студиото. Останете на телма. Со примариус доктор Славица Гајдадзиć-Снежевиć, психијатар и системски психотерапевт во Институтот за брак, семејство и системска пракса. Денеска разговараме за неверството во партнерските двојки. Докторке, добар ден, добре дојдовте во студиото на телма. Добар ден и благодарам на поканата и имаме интересна тема денеска за разговор. Апсолутно. Широка е дефиницијата за неверството, бидејќи некои велат партнерот ми изневери, бидејќи физички беше во контакт со некој друг, но други пак неверството го доживуваат и со еден лайк на фотографија на Facebook. Па што е точно неверство? Да, имате право. Тешко е да се дефинира со една дефиниција или со една реченица што све неверство за луѓето значи, затоа што навистина за некои луѓе е доволен само поглед да доживеат дека нешто се случува, за други пак ако не се случува нешто најконкретно, некако физички контакт или нешто слично, не го дефинираат како неверство. И затоа ние, знаете, за да воопшто го разбереме неверството, можеби е важно да разбереме зошто е тоа толку чувствителна тема за партнерите. Вие веќе спомнавте дека партнерските односи, ние денеска зборуваме за неверство во партнерските односи, има и други типови на неверства. Партнерите кога ќе дојдат во ситуација да формираат партнерска врска, тоа станува еден ексклузивен однос. Станува однос кој што се темели пред се на довербата и на верноста. Споделуваат помеѓу себе голем број на своји мали тајни, споделуваат најчесто велам, некој да, некој не, меѓу друго голем број на интимности. И кога ќе се случи неверството, станува предавство на тој еден ексклузивен и само за партнерите загарантиран однос, се пробиваат, како што ние викаме, границите. Така да, ако зборуваме за неверство, постојат различни типологии на неверства, од, например, временски за една ноќ или еднократно неверство до многократни неверства, од неверства кои што се хомо или хетеросексуални или едно и друго, од неверства кои што се тајновити или отворени неверства. Знаете, има парови кои што имаат договор за отворена врска, во која што се прифаќа, условно кажано, неверството и на едниот и на другиот партнер, или пак заеднички во некакви групи со други парови влегуваат повторно во еден тип на неверство и тоа е за нив прифатлив однос. И од друга страна се оние партнери кои сте крајно чувствителни и имаат високи стандарди за верност во партнерската врска, во кои што, например, во денешно време модерниот сајбер секс кој што се случува, каде што нема никаков физички контакт со другото или оно како вие викате лайк, за партнерот веќе значи предавство или неверство. Јас имав прилика со едни партнери да слушнам дека неприфаќањето да гледаат еротски и порнофилмови за да го подобрат својот сексуален живот, за еден од партнерите, значи жената не го прифаќаше тоа, заради тоа што за неизе тоа го доживуваше како предавство, да стимулацијата на тој начин за нив влијае на нивниот интимен однос, односно на сексуалниот однос. Така да не постои една дефиниција, но се знае дека неверство е нешто што значи излегување од рамките на партнерскиот однос и остварување на било каков тип на релација, па дури реков дека најчесто се тајновити неверствата, но ќе се изненадиме, ама има и парови кои што зборуваат и отворено го прават и дури се договараат околу тоа како едниот ќе оствари врска со оној другиот и тука има нели разни тројки, не знам, да, но дури тие што се во отворени врски понекогаш се чувствуваат изневерено. Апсолутно. Така, доколку партнерот направи нешто што било надвор од договорот. А докторке, дали неверството секога започнува со емоција?
Видите, само мал регрес да кажам, ме потикнавте на она што претходно го кажавте. Знаете, и во неверството и во заедничкото неверство партнерите инсистираат да има одреден баланс. И ако едниот почувствува дека нема баланс веќе во односот, тогаш настанува исто така проблем, што е практично и со едностранното неверство. Со други зборови, партнерите дури и кога се за отворени неверство, односно отворена им е врската, повеќе се спремни да прифатат физички контакт на личноста на својот партнер со другиот, отколку да доживеат дека таму има и некакво емоционална размена. Она што вие го спомнувате. Не сите неверства започнуваат со емоционални, со инвестиција емоционална, односно размена на некакви чувства. Понекогаш тоа се случува, тоа никогаш и нема да се случи. Велат партнерите дека успеваат да го ограничат својот однос со надворешниот партнер само на физички контакт, но има пак ситуации во кои што постои емоционална размена, а нема физички контакт измеѓу партнерите, знаете. Тоа се тие долгогодишни или повеќе временски врски во кои што со надворешниот партнер, еден од партнерите долго време разменува одредени своји емоционални содржини, а при тоа немаат физички контакт и до тој физички контакт може никогаш и да не дојде. Знаете, и тука веќе доаѓаме до една многу интересен податок, а тоа е да, например, истражувањата покажуваат дека машките партнери потешко се справуваат со физичкото неверство, а женските партнери потешко се справуваат со емоционалното неверство. Знаете, така да за мажот он може некако и да ја зборуваме за хетеросексуалните двојки, нели? Мажот може да полесно ја проголта, да кажеме, ситуацијата во која што имало лајкови, имало некакви допишувања, меѓутоа немало физички контакт. За жените е тоа малку потешко и за нив е неверство и све она што значи емоционална инвестиција. Така, значи мажите и жените на различен начин го перцепираат воглавном, знаете, тоа. иако и тука не можеме да поставиме не може правило, се генерализира. не може да се генерализира и правило, на која возраст обично мажите почесто изневеруваат, а на која жените? Да, јас уште еден податок сакам пред тоа да додадам, а тоа е дека во текот на брачниот живот некаде 50% од мажите и 26% од жените се доведуваат во ситуација да направат неверство. Па макар тоа било и еднократно неверство. Меѓутоа, тие податоци се ставаат под прашање заради тоа што податоците се или преку анонимни анкети или преку она што се добива од нас психотерапевтите, односно колкав е бројот и така натаму и дали повеќе мажи или жени. Бидејќи во нашите ординации почесто се присутни машките неверства. Се чини како да жените се поспремни да работат на репарација на односот, отколку мажите. Мажот кога ќе го открие неверството, во висок процент за него е тоа крај, тие никогаш не доаѓаат кај нас и не можеме да ги уловиме статистички таквите неверства. Така да јас, иако верувам дека веројатно нешто повеќе се мажите, не сум сигурна дека е тоа 2:1 однос како што статистиката вели. Од друга страна, постојат некои кризни фази во бракот кои што можат да се поврзат со неверството, но не секогаш. И тоа е, например, првата година од бракот, кога партнерите се уште ги усогласуваат своите ставови, се уште се обидуваат да ја изградат својата, да кажеме, партнерска или евентуално брачна заедница, па потоа оние класични периоди на после 7-та година од бракот, што често се врзува и со потомството, заради тоа што тоа е некаде период кога до 7-та година децата се уште мали, ако ги има, повеќе сме посветени на родителската улога, помалку има време за партнерските односи и партнерите почнуваат полека да се оддалечуваат, да го занемаруваат, да не го негуваат, да не го оживуваат својот однос и некаде се смета дека со тргнувањето на децата на училиште барем
најчесто мајката се малку ослободува од своите обврски, а понекогаш и двата партнера, и почнуваат да трагаат еден да се приближуваат, меѓутоа тој временски период на занемареност може и како да им представа да им направи тешкоти. И потоа еден период кој што го нарекуваме период, зборувам сега за должината на партнерскиот однос, што некаде во висок процент и се совпаѓа со возраста, ако земеме некој просек на влегување во партнерски односи или во брак, а тоа е периодот кога децата заминуваат од дома и кога се појавува тоа така наречено празно гнездо или нешто пред тоа, а тоа е адолесцентниот период, што би се рекло негде 15-16 година од брак, што исто така може да значи заситување од партнерскиот однос, ненегување, занемарување на партнерскиот однос и повеќе давање примат на родителската улога и на грижата за децата, и партнерите некаде се најдат оддалечени, така да еден од партнерите можеби ќе се доведе во ситуација да започне врска надвор од партнерскиот однос или надвор од бракот. А што е со кризата на средните години? Па мислам дека тоа некаде и се јавува во тој период на криза на средните години, која што е посебно типична и се спомнува во однос на мажите, а многу помалку на жените, нели? Иако јас мислам дека и мажите и жените имаат своја криза на средните години, особено ако не се реализирани или не се реализирани на начин кој што нив ќе им пружа лично задоволство и лична сатисфакција. Од друга страна, знаете, прашањето на верноста и неверноста има и една социјална димензија и има исто така е под силно влијание на социјалната средина. Така да во социјални средини или во широки семејни средини каде што постои, како да кажам, дозвола или се премолчува или она што викаме се толерира, па дури и се стимулира неверство надвор од партнерскиот однос, полесно се стапува, полесно луѓето стапуваат во партнерски односи, така го викаме, нели, неверството, отколку ако имате кога се просто да кажам моралните вредности, и такви имаме доста, знаете, каде средината врши притисок и го нормализира неверството. Знаете, се смета особено машкото неверство. Така да и во односот на средината кон неверствата ние гледаме една прилично традиционална поставеност, да не кажам патриархална, во која што мажот кој што има повеќе жени е мачо маж, нели? Тој е успешен, успева со повеќе жени, а жената која што има е проститутка. Она е веќе добива етикети кои што се прилично онака сериозни и кои што го ставаат под прашање целиот морален лик на жената, што повторно веројатно влече корени од нели целиот историски период, па и она што е денеска родовата еднаквост, на пример, ако сакаме, како некои да кажеме општествени групи и да кажам кои имаат исклучително високо влијание на мислењето на средината, си дозволуваат, нели, да прават разлика измеѓу тоа што прави жената, не во однос на неверството, меѓутоа генерално веројатно и неверството. Ако го стават во лесно би се вклучило. А докторке, кои се најчестите изговори што ги даваат партнерите што изневериле кога доаѓа деве кај психотерапевт, семен системски, за да се надминат проблемот? Кои се најчестите изговори? Знаете, велат ли сакав да се почувствувам жив и знаете, иако во нашата теорија на системи, како ние ја викаме, и во моето гледање на тоа како партнерите функционираат, одговорноста за сите работи, освен за неверството, веројатно, можеме да ја поделиме измеѓу партнерите кога станува збор за неверство, и јас инсистирам да се користи тој термин, а не да се зборува за флерт, а не да се зборува за секс за една ноќ, а не да се зборува за прељуба, туку баш за неверство, заради тоа што се изневерува довербата која што партнерите ја градат во партнерскиот однос, и тоа сериозно влијае на самодовербата на партнерот кој што е изневерен. Морало ли да постои некој крупен проблем меѓу нив за да дојде до такво нешто? Управо сакав да кажам дека, иако ние често пати велиме дека одговорноста е заедничка, кога за неверството станува збор, одговорноста е на оној кој што изневерува. 100%. Зошто? Заради тоа што дури и да постојат тешкоти во бракот,
дури и да постои незадоволство во бракот. Дури и да постои негрижа на еден партнер кон другиот во партнерскиот, во интимниот живот и се. Тие имале избор. Тие имале избор да направат нешто друго, но не и неверство. Ако е одлуката да се направи неверство, тогаш е одговорноста на тој кој што го прави неверството. И тоа е значајна разлика во поставеноста во тераписката работа кога ние ја правиме. Партнерите кои што изневеруваат, знаете, во нашите ординации доаѓаат понекогаш, затоа што често партнерскиот, и тоа е најчесто причина, ја увиткан со тајна. Неверството е увиткано со тајна. И практично отварањето на тајната ги доведува до нас, до терапевтите, и самото отварање на тајна е високо травматско искуство. И за тој кој што ја отвара тајната, кој ја открива случајно или предчувствувајќи нешто, но и за тој кој што е откриен во неверството, знаете. Значи, двајцата се соочени со силни емоции. Апсолутно, апсолутно, апсолутно. И тоа се онака баш типични емоции и фази како при силна загуба, знаете. Затоа што умира верноста, како смрт, знаете. Така да првата фаза е често пати неверување, лутина, може да биде и бес, чувство дека се случува катастрофа во самиот, особено оној кој што го открива неверството. И од другата страна го имаме оној кој што се чувствува најчесто засрамен, се чувствува виновен за она што го прави, чувствува дека од една страна правел нешто што, да кажам, за него било пријатно доживување, но истовремено го повредувал својот партнер во односот. И јас тука сакам да кажам дека партнери кои изневеруваат немаат свесна намера да го повредат својот партнер. Не е тоа, освен исклучително кога е одмазда во прашање или ќе проговориме и за тоа, за одмаздата. Најчесто не размислуваат за тоа да намерно го повредат и се надеваат дека тоа нема да биде откриено од страна на нивниот. Ќе си остане во тајна. Но има знаци кои што укажуваат дека партнерот изневерува. Јас еве издвоив некои од нив кои што беа највпечатливи, можеме да ги погледнеме, а тоа се ненајдени промени во достапноста, значи не во секој момент може да го добиете партнерот на мобилен телефон и слично, неочекувани промени во либидото, ненајдена промена во изгледот, промена на лозинката на телефонот или компјутерот, обвинување на партнерот за неверство, значи оној што изневерува го обвинува другиот за неверство, за земање одбранбен став при соочувањето, например, ти мене ме изневеруваш, не јас тебе, и слично. Јас би сакала еве да речеме да прокоментираме неочекувани промени во либидото. Дали секогаш едниот партнер го губи интересот, тој што изневерува дали го губи интересот за сексуални односи со својот партнер или пак напротив, може либидото да се зголеми во тие моменти? Да, ова е многу интересно, знаете, прво не постои равенка на еднаквост, да кажеме, намалено либидо, неверство. Знаете, може либидото да биде од многу причини намалено, кои се ситуациони, реактивни, па дури и длабоко психолошки одредени, па дури и физички одредени ситуации. Мислам на физичкото здравје. Тоа е едната работа. Втората работа, знаете, ќе се изненадите, меѓутоа низ историјата постојат записи кои што зборуваат дека кога партнерите, кога еден од партнери, првенствено се мисли на машкиот партнер, нели? Кога партнерите надвор од брачната заедница остварувале врски со своите жени и ја подобрувале релацијата со, па дури и сексуалната релација со сопствената жена, нели? Што може да има некаква можеме да го толкуваме на различен начин, хипотетички, нели, меѓу другото дека е и чувството на вина, дека прави нешто па сега треба да се покаже многу повеќе, меѓутоа понекогаш е и заради тоа што надворешната врска го релаксира и благодарение на тоа го смирува и благодарение на тоа и нели низ историјата се опишани такви како да кажам професионални куќи каде што мажите оделе, а после тоа нивниот брачен однос доживувал ренесанса, како што викаат, и подобрување, процветувал. Значи нема правило, со други зборови. Меѓутоа вие спомнавте многу интересни други податоци, знаете, кои што можат да го доведат партнерот кој што е изневерен во сомнеж дека е, а тоа е оддалечувањето, недостапноста, честите отсуства за кои што
brzo dava objaснување или не дава никакво објаснување или тајновитоста, знаете, половичните информации кои што се даваат, дека не е тоа важно и што сега, зашто ме испрашуваш и веднаш од таа позиција во офанзива ти се сомневаш, ти не знам како што вие рековте, можеби затоа што ти тоа го правиш и затоа го. Така да постојат различни ситуации, меѓутоа факт е дека партнерите вака статистички гледано, освен приказната за помало либидо, го губат интересот за својот партнер. Преска зборувавме дека може да се зголеми, меѓутоа она што и често го гледаме да го губат интересот за својот партнер, знаете, и се помалку се заинтересирани и се помалку поминуваат интимно време заедно или све помалку има интимност и секс меѓу партнерите. Тоа се, значи постои шаренолика една слика. Не можеме да кажеме едно или друго или трето. Некои за неверството ќе дознаат случајно, други ќе почувствуваат дека нешто не е во ред, на други ќе им кажа некое трето лице што се случило. Во тие моменти, дали партнерот што изневерува е подобро да признае или не? Знаете, ако зборуваме за искреност, ако зборуваме за искреност, која што е повторно од пакетот на ексклузивност помеѓу партнерите, во која што е довербата, верноста, би очекувале дека да, треба да веднаш седне и да го каже тоа, меѓутоа најчесто партнерите тоа не го прават. Не го прават прво заради тоа што се надеваат дека ќе можат да ја прикријат, да го прикријат својот однос на неверство. Оние кои што се дојдени до фаза да веќе донеле одлука да го прекинат партнерскиот однос или бракот со својот партнер, веројатно ќе бидат поспремни во тој момент да кажат да, толку и толку време и јас си заминувам и немаме што ние веќе да бараме заедно. Меѓутоа, во висок процент другите се обидуваат да ја минимизираат ситуацијата. Па имате различни приказни, знаете, например, да некои ќе кажат воопшто дека е тоа глупост, дека нема врска во сето тоа, почнуваат веднаш нели одбранбен став и да ја префрлаат вината на оној другиот, дека не им верува и дека срам да му е што не им верува и дека љубомора е во прашање, а некои почнуваат, знаете, да кажуваат, па добро имаше нешто, ама не е тоа ништо сериозно, не е тоа, па почнуваат да ги кратат, знаете, онака да ги минимизираат, дека тоа се случило еднаш или се случило, не знам, 2 пати, 3 пати, 5 пати, па потоа го генерализираат, тоа е дека па кој маж денеска не изневерува, знаете, пробаваат да низ генерализацијата ја нормализираат својата ситуација и да зборуваат за тоа. Јас имав, например, прилика да зборуваат за професии кои што се професии поврзани со дежурства, знаете, па кој таму не е, па јас мислам дека се, ама тоа нема никаква врска и така натаму, така да имаме разнолики приказни со кои што доаѓаат партнерите кај нас. Меѓутоа, она што е исклучително важно е да се даде простор за изневерениот партнер да барем во првата фаза има право да поставува прашања, да има право да биде информиран онолку колку и да му се помогне на другиот партнер да разбере дека отвореноста и искреноста во тој момент е услов да евентуално влезат во следните фази кои што ќе им помогнат да го репарираат и да го возобноват на нов начин, да го возобноват односот и да тоа биде поразлично од она што било пред да неверството се случи. Нормално во таквите ситуации ние им помагаме на изневерените партнери, знаете, од тука се иде до бизарности, знаете, до желба да се дознаваат работи кои што не помагаат во подобрувањето на односот. Само може да одмогнат. Значи тоа треба да и дозирани информации сепак треба да се има. Доколку се рече се уважуваме тоа, меѓутоа им помагаме да видат дека иако решаваат да останат со својот партнер и да работат на партнерскиот однос, разговори кои што се со часови врзани за неверството и врзани за деталите од неверството и за интимните детали од неверството, практично, иако неверството веќе го нема,
тие како да го се уште негуваат, како да им е потребно, како да имаат потреба да не разговараат за себе и за својот однос, туку да го, како ние викаме, триангулираат неверството и да продолжат да зборуваат за неверството, кое што и да го повторно преживуваат и повторно и повторно. А од што зависи како некој ќе реагира на неверството? Мислите како оној кој што е изневерен. Знаете, тоа во најголем број ќе реагираат во првиот момент со лутина, со бест, со можеби и прекин на комуникацијата со својот партнер, со изјави кои што се бомбастични, нели, кои што потоа ги ревидираат. Многу често се случува да дојде и до физичко оддалечување на партнерите после откривањето на неверството. И има партнери кои што знаат посмирено да реагираат. Значи, тоа во висок процент зависи и од личните карактеристики на личноста, зависи од претходното искуство. Знаете, ако некој имал веќе партнер кој што го изневерувал и заради тоа, тоа може да помогне било да толерира или да екстремно реагира. Знаете, немаме правило во сето тоа. Ако имал семејна историја во која што, например, во родителскиот пар како партнери се случило неверство и тие биле сведоци на последиците од тоа неверство од страна на едниот или двајцата, може да бидат станат посензитивни, повулнерабилни. Зависи и од тоа каков е степенот на доверба во собствената личност. Знаете, кога некој ќе тргне да ви кажува ти си виновен за моето неверство, знаете. Ја можам да бидам виновна за тоа што не сум го негувала партнерскиот однос, но не можам да бидам виновна за тоа што некој или одговорна за тоа што некој одлучил да на тој начин го решава отсуството на блискост и не знам интимност помеѓу партнерите. Така да некој има кои што брзо застануваат и викаат чекај, застани, од каде па јас? Ти вараш, јас крива за твоето варање. Знаете, тоа е отприлика како јас да викам немаме доволно средства и не знам што и тој другиот одлучува да краде. Тој другиот може да одлучи на различен начин да дојде до средства. Знаете, тоа се отприлike паралелите да видиме дека целокупната одговорност за неверството е на партнерот кој што го изневерува, односно кој е сторител на неверството. А дали е важно да не се носат крупни одлуки во моментот кога емоциите се бурни, се силни? Бидејќи некој велат крај, точка, не разговарам понатаму, а некогаш се и деца во прашање во семејството, нели? Посложени се, знаете, апсолутно сте во право, не само во оваа ситуација, туку и во сите други ситуации во животот, кога сме во состојба на една интензивна емоционална состојба на болка, емоционална шок. Првото е шок кога дознавате дека се случува. Не е мудро да во тој момент се донесуваат животни одлуки. Може да се донесе одлука да јас се оддалечам од тебе затоа што многу си ме повредил и јас сакам малку на страна да оладам глава и да размислувам малку. И потоа може повторно да се донесе одлука дека меѓутоа потрезвено, посмирено да се стават сите работи на така да апсолутно сте во право и тоа е она што ние и го работиме во нашите во партнерската терапија кога е неверство во прашање, да им дадеме малку време, да ги посоветуваме, да малку се смират емоциите, да партнерот кој што изневерува помогне на оној другиот партнер кој што е изневерен да ја смири целата ситуација, да можат да почнат да разговараат за сериозни теми, како што е, например, прекид на бракот или прекид на партнерскиот однос, грижата за децата или што и да следува после тоа. Понекогаш впечатокот е дека прекинот на врската или бракот е единственото решение, но постои ли можност да се продолжи партнерскиот пат успешно после една ваква криза поврзана со изневерување? Апсолутно постои и тоа е наша задача да им помогнеме да они видат дали, ако ништо друго, барем да разводот биде на двајца зрели луѓе кои што знаат кои се све последиците на постапките кои што ќе ги направат. Така да, после таа прва фаза, значи тоа се одвива во неколку фази и тоа не трае кратко време, особено не фазата на повторно враќање на довербата, знаете. Соработката од страна на партнерот кој што изневерува и помошта на партнерот кој што е изневерен да постави некакви
разумни, би рекле, граници на очекувањата за повторната репарација на односите и tekako значајна. Например, партнерот кој што изневерува е, ако сака да го продолжи партнерскиот однос, бракот со другиот партнер, мора да знае дека е во неравноправна позиција поставен, односно дека ќе мора да помага на оној другиот партнер да стекне доверба. Тоа значи дека мора со отворени карти да се игра. Тоа значи дека другиот партнер има право да со помош и со дозвола на првиот има апсолутен увид во времето кое што го поминува, во повиците кои што се случуваат и јавуваат. Значи не да се претвори во полицаец и ништо друго да не прави, меѓутоа една од работите и потоа полека враќањето на нивната релација и на како да кажам, увид во тоа што е она што е останато и колку се они заинтересирани надвор од неверството еден за друг, знаете. Колку има, како што јас би кажала, штов за кроење, дали они се уште имаат капацитет да започнат, буквално да започнат нов начин на партнерско функционирање, различно од она што било порано, заради тоа што ако тоа било добро функционирање, веројатно да многу работи ќе биле поразлични во овој момент. Но тука се поставува клучното прашање. Дали партнерот што изневерил, повторно ќе изневери? Да, ова е, знаете, апсолутно често прашање кое што и честа мисла, и со право честа мисла, знаете. Тоа е исто како да имате било која друга тешкотија во животот и се прашувате, здравствена тешкотија, и се викате дали ќе ми се поврати тоа или нема да ми се поврати. За среќа или за жал, животот е преполн со работи кои што не можеме да ги предвидиме. И можеби тоа е убавината на живењето. Знаете, можеби тоа е што не можеме точно да знаеме што ќе ни се случи. Иначе замислите колку монотонно ќе биде да знаеме што ќе ни се случи за година дена, што ќе ни се случи за 3 години или за 5 години. Така и во партнерскиот однос. Но она што нема гаранција. Значи никој не може да ја даде таа гаранција. Ние како терапевти ни случајно, меѓутоа дури и тој партнер кој што изневерувал не може да ја даде својата гаранција. Така да партнерите влегуваат во едно патешествие во кое што има доста и елементи на, просто да кажам, негарантирани односи. Од друга страна, она што ја прави гаранцијата, тоа е промена во партнерскиот однос. Значи, ако они успеат од таа ситуација да изградат еден поразличен партнерски однос, да бидат повеќе посветени на партнерскиот однос, да работат на својот партнерски однос, веројатно тоа е најдобрата гаранција за трајноста на односот. Но понекогаш кога сме повредени имаме потреба да вратиме, да возвратиме на истиот начин. Па се случува оно што е изневерен, да сака да го направи истиот, за да му врати на партнерот, да види како е. И вели, и читав некои анализи, велат, ќе можам да продолжам со истиот партнер само доколку го направам и јас истото. Што велите за ова? Дали ова меч со две острици? Па сигурно е, знаете, затоа што ве слушам и одма се сеќавам на една ситуација од мојата ординација во која што беше машко неверство, да кажам, мажот изневеруваше, а потоа женскиот партнер ја даде таа изјава, они дојдоа после од прилика месец дена од откривањето на неверството, нели? И женскиот партнер вели, јас многу пати помислив да го изневерам и да види како е тоа, ама си викам како ќе знае дека сум го изневерила и знаете. Тоа осветољубивоста во партнерските односи не е непозната работа, знаете, и луѓето имаат право да се почувствуваат како она, ако ти ми удриш шамар и јас ќе ти удрам шамар. И ова е многу посилно и подлабоко отколку само или ти не знам ќе ме испцуеш и јас ќе те испцујам или знаете, тоа е како викаме ние народно танте за кукурику, знаете, да вратиме па си мислиме дека на тој. Меѓутоа да не заборавиме дека
на тој начин двата партнера може би ќе се порамнаат, ама ќе се порамнаат и во својот срам, и во својата вина, и во тешкотијата заради остварениот однос, партнерски однос надвор од нивниот брак или нивната заедница. Така да секоја носи својата одговорност за тоа дали на тој начин ќе биде. И од друга страна, не сите партнери, ние преска зборувавме за тоа дека машките партнери физичкото неверство не го толерираат, така да може да се случи да ако партнерката донесе одлука да се осветува на тој начин, да оној другиот нема капацитет со тоа да се носи, знаете. И да тоа и покрај тоа што самиот изневерува, и ние ќе кажеме нема право и ова, не постојат правила. Знаете, луѓето имаат различни своји приказни, интимни и лични, различен степен на ова, така да многу често ќе се деси да тоа биде и крај на нивниот партнерски однос. Што говори вашето искуство? Може ли да се поправи врската откако ќе се случи еден ваков крах? Да, јас преска... Има ли успешни приказни знаете, преска го спомнав тоа дека партнерите ако се подготвени да работат не само на... Прво, нема заборавање на неверството, знаете, да некој го заборави. Тоа останува траен белег на нивната врска. Меѓутоа, ако одлучат да не дозволат да прекинатиот веќе однос на неверство, оти предусловие да прекине неверството. Ако прекинатиот однос на неверство им помогне да они влезат во своја нова фаза на градење на партнерски однос во кој што ќе ги преиспитаат сите своји, да кажем, минати ситуации во кои што се чувствувале задоволни или незадоволни и почнат да градат нов партнерски однос, посветени едни на други, со една отворена, јасна комуникација, со почитување на разликите, со посветеност во времето и во активностите што го прават, веројатно дека има шанса. Просто се сеќавам на повторно една клиентка која што чисто сопруг ја изневерил, која што зборуваше, кога ние зборувавме какви промени све направил тој моментот на откривањето на неверството и самото неверство, она застане и вика, без малку на крај ќе испадне дека треба споменик да изградиме на неверството. И навистина, знаете, неверството може да биде пресвртница во партнерскиот однос и подсетување да се започне на малку поразличен начин да се функционира. Она што е многу значајно, особено во однос на партнерите кои што изневеруваат. Знаете, кога партнерите кои изневеруваат доаѓа затоа што ние работиме и со партнерите, работиме индивидуално со едниот па со другиот, колку тоа ќе дозволи, значи тоа некако го диригира изневерениот партнер. Ако тој се чувствува небезбедно да ние работиме индивидуално со партнерот, со оној кој што изневерува, тогаш ние ќе мораме да се прилагодуваме на таа ситуација за да не ги поттикнуваме уште повеќе болката и страданието и недовербата на оној кој што е изневерен. Меѓутоа, партнерите кои што изневеруваат прават една чудна споредба измеѓу вонпартнерската врска и онаа што им е со партнерот. И споредуваат неспоредливи работи. Нереални. Заради неспоредливи работи. Неспоредливи. Заради тоа што кога вие идете некаде, тоа е како идете и многу подлабоко, да се разбереме. Меѓутоа имам сега една метафора, идете на летовање и вие сте таму 10 дена, знаете, фантастични, релаксирани, затоа што немате обврски, немате никакви потешкоти. Цело време ви е посветено на вас и на партнерот и на евентуално на семејството и се вратите во реалност и сега ние го споредуваме, како можевме тамо да бидеме? Па нормално е дека тамо ќе бидеме поразлични отколку што сме во секојдневието. Партнерите кои изневеруваат во вонпартнерскиот партнер, во условно кажано љубовницата, односно љубовникот, проецираат, ги идеализираат работите и проецираат работи кои што апсолутно, кога ќе се вратат во реалноста, како што вие викате, се неспоредливи. Знаете, неспоредливи се. И затоа што вие таму идете да поминете, да убаво да си поминете.
вие тамо однапред сте подготвени или партнерите се однапред подготвени дека времето што ќе го поминат тамо треба да биде време на релаксација, на одмор, на посветеност, на интензивно интимно доживување. И нормално е дека после тоа, кога ќе го споредат тоа со својата, еве да кажеме, сопруга, која што е уморна, која што околу децата е, која нема време со нив да разговара, која нема време да им посвети време, дека секогаш ќе биде добитна комбинација надворешниот партнер. Меѓутоа, кога тоа ќе се преточи во, и тоа сме го слушале често, знаете, да од кога ќе ја прекинат својата партнерска врска и ќе започнат брак или заедница со својот љубовник, љубовница, ништо више не е исто. Истите проблеми повторно почнуваат безмалку истите проблеми. Така да и тоа е нешто што ние им помагаме да они ги видат и да видат што е она што може да се негува ако се одлучиле да го продолжат партнерскиот однос, што можат да направат поразлично и они да бидат поразлични во партнерскиот однос во кој што живеат, во споредба со она што го колку инвестирале, да кажеме, и колку се они толерантни и посветени на во партнерскиот однос. Докторке, многу ви благодарам за вашето денешно гостување, за преубавите појаснувања на оваа навистина сложена и комплексна тема, што го споделивте вашето годишно искуство со партнерските релации и изневерувањето. Сметам дека беше исклучително корисна емисијата за гледачите. Јас исто така ви благодарам што отворивме вака чувствителна тема и се надевам дека ова ќе биде од корист за оние кои што ќе не гледаат. Почитувани денешен гостин во емисијата беше примариус доктор Славица Гајдазис-Кнезевич, психијатар, системски психотерапевт во Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.